за да вас. прашам, дали сте чуле за Париски мировен договор? Сте чуле, Да, предпоставувам. да. Знаете во него што пишува, така? Од прилика да. Бугарија во која во кој сојуз е ставена, така? Да. Добро. Па нели е тоа во делот на фашистичкиот дел на... Може ли да ми прочитате во Парискиот мировен договор Финска? Не, дозволете. Финска во кој на дел? На екраните може гледачите. Не можам јас да видам. Пронајдете кој делот Финска во кој дел е ставена во Париски. Во кој дел? Во делот кај што е Бугарија. Финска била фашистичка држава за време на Втората светска војна? Против кого се борела Финската република? Вака, Не, против кого се борела Финската република во Втората? Германија, Италија, Бугарија, Финска, Унгарија, Романија. Не, објаснете ми против кого се борела Република Финска. Јас разбирам дека ова дебата. Не, Љубише, јас вас ве прашувам. Против кого се ќе направите емисија, тогаш јас ќе дојдам и ќе одговарам. Ама кажете ми против кого се борела Финска во Втората светска војна? Николовски повелете. Ама јас не го прашувам Љубише, бидејќи вие ќе си направите емисија, тогаш јас вас ве прашувам. Ама млада господице, вие го извадивте Парискиот мировен договор. Значи, вие сте некаков авторитет кој ги знае тие работи. Ве молам, јас сум заборавил, бидејќи сум малку повозрасен, против кого се борела Република Финска во Втората светска војна. Јас ќе ве замолам после емисијата да си проверите против кого се борела Финска, а сега јас ве прашувам. Ама не ме оставајте вака сега на сцена, гледачите ќе речат овој блага ве занема. Па вас ве прашувам, ако не знаете, кажете ми. Па кажете ми, јас не знам, сум заборавил. Не е тема на разговор. Ама велите е фашистичка, прочитавте дека е на страна на поразените. Па против кого се борела во Втората светска војна? Финска не е тема, јас друго ве прашав. Кога ќе имате простор да ме прашате, мене ќе ме прашате. Добро, ајде да му дадеме малку простор. Ајде да му дадеме малку простор. Не за Финска. Не за Финска.